ја отвораме темата на денот. Ја би рекол, добро дојдовте назад, така ли? За оние кои што не гледаат од 7 часот утринава или 5 минути пред 7 до 9:30 продолжуваме да се дружиме со актуелните теми и прилози содржини кои што ги имаме денеска. Измамите на интернет стануваат се по-софистицирани, а еден погрешен клик може да значи украдени лични податоци, банкарски податоци, како да препознаеме фишинг пораки, што да направиме ако веќе сме наседнале на измама и колку сме одговорни за она што го споделуваме онлайн. За сајбер безбедноста и одговорното однесување на интернет разговараме со денешниот наш гостин Бојан Кордалов. Добро утро за тебе, добре ни дојде во утринската емисија Македонија наутро. Односно, добро утро Македонија. Добро утро и благодарам за поканата, секогаш е чест и задоволство и пријатно во студиото на МТ. Веднаш да почнеме, бидејќи рековме ќе разграничиме некои теми, не можеме се општо да опфатиме, иако имаме за што да зборуваме, но ќе оставиме нешто и за следна прилика. Сега да се насочиме малку на фишинг нападите и посебно на повозрастните гледачи да им подобјасниме, нели, за да не наседнат и за да не бидат измамени. А се повеќе измами такви во последен период, нели? Значи, во последниот период се почесто добиваме пораки со линкови што изгледаат како да се испратени од банка, например, пошта, институција или позната компанија. Што всушност се фишинг нападите и зошто овие измами стануваат се пософистицирани? Па како се селиме онлайн, така треба да ја развиваме и свеста дека постои одговорност. Ако досега бевме навикнати во секојдневниот живот каде го чуваме паричникот, како се движиме, како заклучуваме врати, оние стандардни правила за кои што не ги паметиме, едноставно нормално ги правиме, такви правила мора да имаме и во интернет просторот. Ако ние до вчера не сме користели имејл, не сме користеле дури ни паметен телефон, не сме користели ни Viber, WhatsApp, било кој од апликациите кои што се за разговор, не сме користеле социјални медиуми, а денеска тоа го правиме буквално постојано, мора да сватиме дека имаме и своја одговорност. Секако дека платформите, државните институции се тука да не штитат, да казнуваат, меѓутоа личната одговорност никој не може да ја замени. Од тука и фишинг нападите, односно измамите кои што имаат за цел да извлечат наши податоци со цел најчесто злоупотреба на пари или било каква материјална или противправна корист, се појавуваат во овој дел и гледаат да ги најдат најслабите моменти или нашето најмало внимание, како би влегле и би ги изеле тие податоци. Од тука, секако дека колку сте помалку дигитално писмени, односно колку помалку свест имате зошто сте во дигиталниот простор и знаење, сте поранливи, меѓутоа нема некој кој што не е ранлив. Од деца до пензионери, и ако се смета дека се знаеме и дека сме безбедни, ништо не може да не насамари, да речеме, и однесе кон таа измама, навистина грешиме, бидејќи измамите и фишингот постојано, како секој друг онлайн криминал, сајбер криминал, се унапредува и прави посериозни последици. А кои се најчестите знаци по кои граѓанинот може да препознае дека една порака е или линк е измама всушност? Пред да кликне, затоа што нели е многу важно да не кликаме на некој линк кој што ќе дојде до нас во вид на порака. Ајде една аналогија, како што кога звони некој на врата, ѕиркаме низ клучалката и не отвараме, истото го правиме и тука. Значи, знаете, автоматски вие не отварате, не би требало, ако не сакате да се воведете во опасност, го проверувате или прашувате кој гледате или пак воопшто не отварате. Истото се прави и тука. Импулсивното кликање веднаш на линковите што ги има, без да се прочита која е содржината, најголемиот проблем кој што е најголемата грешка која што ја правиме. Тоа е првата работа. Втората работа, многу често, не секогаш, некој нешто нас ни подарува и ни дава, или ни дава некоја награда и се ние кликаме. Тука е најголемата измама, всушност. Па, едно од најголемите во право сте и треба да си го постави прашањето зошто некој нас би ни дал нешто гратис. Некогаш може да се случи, ми тоа е колку имејл пораки, електронски пораки, вие што ќе ги добиете, некој нешто ви подарил. Че едноставно треба се и третата работа за овој дел што би ја кажал, секогаш кога стигнува нешто кое што не го очекувате или па кое што ви е сомнително, освен ако се гледа тоа јасно, не е таа имејл адреса, чуден форматот има грешки, проверете на официјалната страница, дали да речеме некој маркет прави некаква наградна игра и ви стига порака или покана да се вклучите, проверете дали таа постои. Видете дали сте вие претплатени на тој канал, бидејќи да, денеска стигнува се и сешто, но тоа се и сешто е она на кое што сме се претплатиле. Јас на својот имејл, на својот Viber, WhatsApp добивам пораки од оние брендови на кои што сум им дал дозвола. Се друго кое што ми стига, знам дека е потенцијална измама или потенцијална грешка. Така што кажувањето веќе не знам каде ги давам своите податоци, каде стискам, прифаќам,
е всушност основата на грешката која што ја правиме. Мора да прифатиме дека тоа е наша одговорност. И мора да внимаваме со нашите лични податоци. Така, јас би додал и само она група на граѓани, повозрастните или дечињата, нека се консултираат со оние кои што малку повеќе знаат, доколку не се, нели, не им се познати сите тие социјални моменти кои што ги имаат социјалните мрежи, за да се консултираат дали е ова вистински линк, дали е измама, нели, се со цел да не се избрза, да не се кликне и да не се наседне на таа измама, за да подоцна не бидат поголеми проблеми. Постои едно правило или една изрека што сакам често да ја кажам. Како денеска со еден клик можеме да видиме се, можеме да бидеме измамени. Со еден клик можеме и да провериме се. Така. Денеска ако нешто е сомнително, многу лесно можеме само со два клика на друго место на вистинската адреса да видиме дали е тоа точно или пак е лаг. Едноставно не можеме да имаме оправдување заради себе дека брз е начинот на живот, немаме време затоа што штетата е наша. Знаете како ние оправдувањето и да го имаме без 1000 денари сме останале на сметка. Задржате се на штетата. Значи што доколку се кликне на линкот? Не е така наивна работата. Што доколку се кликне на или се испрати податок, што да направиме во таа ситуација? Луѓето праќаат по социјалните мрежи лични карти, слика од лична карта, така. Тоа е веќе нема враќање назад и нема еден одговор. Зависи од малициозноста на тие софтвери, од каков цел, со кој начин и на кој начин се прави тој напад. Ја што сугерираме секогаш да се направи некаква слика или принт скрин, веднаш да се прекине после тоа врската и да се побара стручна поддршка во Министерство за внатрешни работи, да се пријави на оние адреси кои што ги има во Министерството, во Дирекцијата за заштита на лични податоци и да се следат понатамошните инструкции. Сега, што помага? Многу помага ако имаме добри антивирусни системи на нашите компјутери, на нашите телефони, така сме многу позаштитени. Но, за да не лутаме и за да бидеме сигурни дека се е во ред, таа слика, тој принтскрин и веднаш прекинување на она што сме го направиле, ако се уште сме во процес на вршење на издавањето податоците, може многу да заштити. Но ако сме испратиле нашата имејл адреса, ако сме ги дале нашите податоци, веќе тука треба да видиме и најверојатно да најдеме начин како да ги заштитиме нашите банкарски сметки, нашите податоци кои што можеме да ги промениме и слично, меѓутоа сугерирам не е поентата да се крева паника, се каже веднаш менувај лични карти или менувај се, туку едноставно треба да се направи проценка на ризика, тоа е најдобро ако се пријави и се побара стручна поддршка. Бидејќи од случај до случај постои разлика. Некои се во наводници многу победнигни, некои се многу потешки, меѓутоа во секој случај сето тоа треба да се земе предвид и основното е да се застане и да не се дават личните податоци. Така. Има постапка, има форма, има начин каде ги даваме нашите лични податоци, тоа не е насекаде. Добро, да рековме разговорот ќе го насочиме во два сегмента, така што овој првиот беше околу фишинг напади, она што може да ви стигне или преку имејл или преку на Viber, на социјалните мрежи, на порака и така натаму. Внимавајте, рековме каде кликате, доколку нешто не ви е јасно, почекајте, консултирајте се за да не биде доцна. Сега малку околу она што го пишуваме на интернет, одговорноста околу она што го пишуваме и до каде е границата на сето тоа? Според мене постои само една граница, а таа е она која што вели дека не го прави тоа што не сакаш да ти го направат на тебе. Така. Секој си ги поставува границите. Да, меѓутоа, ако, знаете, многу е лесно некојаш кој ќе напишеме таа ваква, таква, тој таков, ваков, онаков, само е доволно да си го кажеме тоа на себе, значи да замислиме дека некој ни го пишува за нас и да видиме дека тоа не сакаме да го објавиме. Втората работа, границите се многу јасно поставени и од самите социјални медиуми, но и од законите. Се што ние не правиме јавно, нема зашто го правиме на социјалните медиуми. Дали се тоа слики или фотографии или видеа кои што не сакаме да го имаат нашиот печат, дали се тоа нешта кои што ќе се одразат на нашата иднина, на нашиот дигитален идентитет, буквално се тоа на кое што не сакаме други. Бидејќи тоа станува врежано таму за секогаш. Не е за секогаш, се бришат многу од работите, меѓутоа она што некогаш знаете како ќе пребаруваме за себе, кога ќе видиме некоја слика, нас не нервира затоа што не ја сакаме таа фотографија. И едноставно не дека некој нешто ни прави лошо, меѓутоа многу работи остануваат на интернет. Суштината е многу повеќе во превенција, се извинувам, да се работи отколку во заштита од после. Ние од кога веќе ќе ги направиме работите, ние од кога ќе ги направиме веќе работите, многу е тешко враќањето назад. Затоа треба многу да работиме превенцијата. Но и ако се случи, треба да извлечеме поука и да не повторуваме.
Ние гледаме и во коментари, гледаме и во објави, многу луѓе кои што навистина шират говор на омраза, кои што шират дискриминација, кои што буквално шират навреди и потоа се чудат зошто во општеството има токсични разговори, нашите деца се изложени на булинзи, зошто најмладите потоа се агресивни. Тоа е едноставно еден круг. Да. Мора да го прекинеме ние како одговорни возрастни луѓе ако сакаме работите да бидат. А како најбрзо да провериме дали една информација е вистинита? И тука сакаме да се надоврземе и на моментот на она дека се почесто гледаме и ширење на непроверени информации, дезинформации, како што беше со, нели, последно се сеќаваме водата во Скопје, од 2 коментари, веќе цел град почна да купува вода, нели, така натаму. Така што не ги проверуваме информациите, чисто само се читаат насловите и потоа се донесува некој заклучок. Мора да бидеме фери, да ја гледаме малце од посериозна перспектива конкретно за водата. Значи, знаете како, ако подолго време институциите, водовод и сите други се мета на недоверба, односно немаат изграден добар систем кај граѓаните, секоја информација и неточна ќе се залепи многу лесно. И ова го говорам повеќе од 7 години. Најдобриот начин за заштита од дезинформација покрај транспарентноста за јавните институции е имањето на кредибилитет и добри услуги за граѓаните. Не постои институција која што дава добри услуги, која што ќе се залепи дезинформацијата лесно. Тоа не значи дека водовод не дава добри услуги, меѓутоа не вложиле доволно во соработката со граѓаните. Граѓаните знаат дека Скопје има една од најквалитетните води. Ама сега да направиме анкета, кој го направил тоа истражување, колку често, каде, никој тоа не го знае. Значи водовод мора да ја промени комуникацијската стратегија со граѓаните, мора да ги вклучи граѓаните во процесот. Мора да каже кој, како, кога ја врши таа методологија. Тоа да го прави редовно, не само 2 пати годишно. Не само кога е некаква сезона или кога има страв. Едноставно да изгради отпорност. Од друга страна треба многу да ги подобрува своите услуги. Тоа значи начини на наплата, ако нешто се рекламира и така натаму, да нуди многу сервиси да луѓето може да пријават дефекти, да спречува и така натаму. Че едноставно колку повеќе се гради тој имидж, многу помалку ќе се залепат лажните вести. Вака кога вие генералната слика во државата ви е полна со недоверба кон институциите, многу лесно се лепат информации, односно дезинформации. Не сакам да дадам никакво оправдување, но мора да го знаеме контекстот во кој што тоа се случува. Од друга страна, колку и да постои недоверба, колку и да постои срушена доверба во институциите, граѓаните мора да градат отпорност и да не веруваме во се што ќе прочитаме. Бидејќи знаете, не е само дека ќе дадеме пари за вода, ако можеме тоа да си го дозволиме. Туку ние нема да имаме вистинската информација, што е точно, што не е точно. Така. Ние нема да знаеме како да се заштитиме себе си, нашите најблиски и така натаму, можеби нема да направиме нешто што треба и штетата може да биде многу поголема по здравието. Колку граѓаните се свесни од дигиталните ризици, да речеме? Се уште ги води она, мене тоа не може да ми се случи. Колку луѓето во Македонија знаат да се, нели, заштитат од се ова што го зборуваме? Ќе се ставаме себе си тука, значи дефинитивно малце вложуваме во она што се нарекува дигитален идентитет и дигитална заштита. Мора да сватиме дека тоа е заради нас. Не може животот да ни е преселен онлайн, а ние да немаме ништо променето во нашата заштита. Така. Не може да купуваме телефон на 2-3 години, помодерен, понов, со поголеми опции за дигитална пристапност и ние да не ставаме заштити, да не се штитиме, едноставно не оди. Не може да отвориме имејл и да кажеме не ми е важно која ми е лозинката. Не може да се приклучиме некаде и да кажеме па што биде има кој да ме штити. Секако дека мора да има кој да не штити. Секој провајдер мора да не штити. Секоја институција мора да не штити. Меѓутоа, знаете како што со нас не оди полицаец на улица, како што со децата не оди возрасен да ги држи за рака кој ќе пораснат како преминуваат крстосница, така и ние мораме да го разбереме тоа. Имаме и дел од нашата одговорност. И тука мораме да се штитиме и да се унапредуваме. Едноставно работите се менуваат. Денеска ние не комуницираме толку брзо со цел свет. Пред 25 години имаше dial-up интернет, кој што кога го имаше, кога го немаше. Денеска со роднините, пријателите од Австралија, Америка, Канада, Германија, Белгија и така се комуницира во 1 секунда. Ние одиме по улица, полетува авионот и ние го снимаме лайв, односно во живо полетувањето. Тоа не беше пред 10 години. Да не редам XY работи. Значи денеска ние имаме апликации со кои што нарачуваме од цел свет. Стигнува за неколку дена и така натаму. Сето тоа за да се случува, бара многу поголемо внимание од наша страна и многу поголема свесност и заштита. Така што, повторно велам, никого не амнестирам,
но личната одговорност е заради нас и заради нашиот интегритет и дигитална присутност на граѓанството. И личната одговорност е клучна. Одлично. Тука некаде ќе го завршиме разговорот. Мислам дека убава дефиниција имаме на крај. Клучот е најбитен, нели како вратата што имаме дома, безбедносна, така и безбедносни кодови, пасворди што ги велиме. Така е, значи ако ние не заклучиме вратата, не дава никому право да ни влезе дома и да не дава, нема право. Меѓутоа ние ја заклучуваме за да спречиме дополнително таква ситуација. Не заради тоа што некој има право да направи провал, односно да влезе во нашиот. Верувам Бојан, корист. ти благодариме многу за одвоеното време, за тоа што беше наш гостин ова утро. Те очекуваме се разбира повторно.